Почитувани гледачи, добар ден. Ви посакувам уште едно добри дојде во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе имаме убаво дружење се до 18 часот. Знаете дека ние секогаш во оваа емисија ви доставуваме информација околу проблемите со вашето здравје, се грижиме навреме да се запознаете со симптомите и ако се пронајдете во некој од нив, се разбира навреме да реагирате, се со цел да спречите некои понатамошни компликации во однос на различни видови проблеми со здравјето. Така ќе биде и денес, значи одлучивме да говориме за каменчиња во бубрезите. Знаеме дека ова е многу чест проблем кај нашата популација, посебно кај машкиот пол, па затоа ќе проговориме повеќе на оваа тема, ќе кажеме значи што тоа значат каменчиња во бубрези, какви видови каменчиња постојат, кои се симптомите, кои се причините, третманот, диагностиката, а за таа цел веќе со мене во студиото е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и доктор по медицински науки и ни доаѓа од Промедика Медикал Центарот, кој што се наоѓа во центарот на Скопје. Се надеваме дека ќе имаме интересна тема, знаете дека сме отворена контактна емисија, па се што она ве интересира околу овие проблеми можете да се јавите нели да се вклучите во нашиот разговор. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Маја, ќе пуштат од режи еден прилог кој што е подготвен токму на оваа тема, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме разговорот. Човекот од секогаш имал проблеми со појава на камен во бубрегот. Постојат повеќе причини за создавање камен во бубрег, предиспозиција, нарушување во размината на материите, последици од разни инфекции, неконтролирано земање лекови и погрешен начин на исхрана. Тоа значи дека човекот не сакајки може да придонесе да дојде до појава на камен во бубрег. Кристалите на разните минерални соли, оксалатите, уратите и фосфатите, вклучувајќи го и калциумот од храната, се раствораат во урината, која се елиминира преку бубрегот. Кога урината ќе биде презаситена, се оформуваат кристали, кои понатаму се групираат во грудки, а потоа може да се создаде и камен. Со оглед на тоа каква храна јадеме, се создаваат и такви кристали. Со помош на одреден режим во исхраната, може да придонесеме да не се создадат големи количества калциум и разни соли, најчесто оксалати, во урината. Се претпоставува дека околу 80% од сите камења во бубрегот се создадени од калциум оксалатите. Се чини дека главната причина за појава на камен во бубрегот е современиот начин на исхрана, кој се карактеризира со прекумерно внесување на храна. Менувањето на режимот на исхрана е најдобро решение против каменот кај оние луѓе што веќе исфрлаат мали камчиња или пак врз основа на рентгенските снимки се забележува нивно зголемување. Кај овие луѓе, освен менување на навиките во исхраната, се препорачува и пиење по големо количество течности за да биде концентрацијата на создадените кристали во урината, што е можно, помала. Луѓето кај кои се создаваат камења треба да обрнат внимание на внесувањето белковини од животинско потекло, натриум, особено преку готварската сол, внесување соли на оксалната киселина, оксалати, калциум и течности. Важно е да се напомене дека мажите од камен во бубрегот заболуваат 3 пати повеќе од жените. Еве, почитувани гледачи, накусот прилогот можевте да се информирате за овој проблем, што значи каменчиња на бубрезите, меѓутоа секако ние во следниве 50 на минути поопширно ќе кажеме за сите оние работи кои што ги напоменав на почетокот, а уште еднаш еве да потенцирам за оние кои што сега се вклучуваат. Со мене денешен доктор кој што е одговорен за оваа тема е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и доктор по медицински науки и ни доаѓа од Промедика Медикал Центарот. Доктор Маја, ти благодарам еве уште еднаш што одвои време да бидеш дел од ваш термин. Благодарам Виолита за поканата, благодарам до сите гледачи на телевизија Сонце. Ние се дружиме повеќе неколку години и се надевам дека повторно една интересна тема најдовме за каменчиња во бубрезите, затоа што оваа сезона не сме говореле за камењата. И сега е
овие високи температури и се поврзани со создавањето на каминчиња, затоа што водат до една дехидратација, може да водат до дехидратација, која е еден од главните причини за создавање на каминчиња во бубрезите. Меѓутоа тоа е веќе во превенцијата, некако позади тргнавме. Ајде, првим да објасниме, значи што подразбира овој проблем камења на бубрезите. Што значат тие каминчиња, значи? Под поимот камчиња во бубрезите е широк поим, каде што можеме да сретнеме поим нефролитијаза, кој се однесува на камчиња кои се во бубрезите, и уретеролитијаза, каде што имаме камчиња негде по патот. Веќе бубрезите се парен орган, два органа има, каде што може да се создадат каминчиња, и најчесто каминчињата се стварат секогаш во бубрегот. И потоа тие може да патуваат преку уретерите и да застанат на некое место во тој пат, по патот, значи како иде во уретерот, и да се симнат доле во бешика. И ако не се измократ, да продолжат да растат во самата бешика. Така да имаме кај некоја популација, кај некои луѓе откриваме нема камче во бубрегот, а има камче во бешика. Меѓутоа камчето во бешика е симнато и е дојдено во бешиката од бубрезите. Така. Бидејќи тамо се создаваат. Сега, прашањето е, нели, зошто се создаваат тие каминчиња? И дали сите луѓе имаат каминчиња, кој има повеќе, кој има помалку? Интересно ми е само што знам дека постои песок. Дали од песокот можеби се создаваат? Да. Песокот всушност се кристалите. Оние кристали во урината кои што треба да бидат во некоја нормална концентрација, кога се во поголема концентрација? Може да се кога имаме хиперсатурација на таа урина, односно многу концентрирана урина. Урината е составена од повеќе состојки елементи, каде што имаме нормално присуство на различни минерали, соли, кристалчиња. И тие во нормални услови, во некои нормални услови, физиолошки да кажеме, се измокруваат. Бубрезите, што викаме, се плакнат, нели, и се изфрлаат. Но во состојби каде што има зголемено создавање на тие кристалчиња или имаме хиперсатурација, односно хиперконцентрирана урина, може тие меѓу себе да се спојуваат и да прават поголеми кристалчиња, да се лепат едно на друго. И тогаш почнува да се создава затоа што се поконцентрирани се лепат? Кога ги има повеќе. Една од теориите е таа теорија на хиперконцентрација. Зошто се создаваат тие каминчиња? Секогаш има една друга теорија, исто и теорија на матрикс. Што значи тоа? Дека секогаш имаме едно јадренце, врз кое се лепат другите кристали. Тоа јадренце може да е составено и од клетки или од бактерии, но најчесто и од калциум. И тогаш почнуваат врз тоа јадренце да се лепат и други соли. Така да се формираат поголеми каминченца. И ако не се внесува доволно течност, стане дехидратација на организмот, значи во летни периоди, како што беше последниве неколку дена кај нас, може, ако да стане хиперсатурирана, значи таа урина да е преполна со такви кристалчиња, минерали, соли, кои нормално би требале да се измократ, и сега тие одеднаш почнуваат да се насобираат и да се групираат и да се создаваат такви кристалчиња, песокчиња, што ги викаме, и да се почеток на некакво создавање на камче. Сега спомнавте дека ако не се пијат доволно течности. Дали една од причините, ќе ги напоменете и другите, е тоа што за создавање на каменчиња е кога не пиеме и многу течности, бидејќи нели како што кажавте се промиваат бубрезите, некако се изфрлаат тие материи што се од повеќе, нели, за да не се собираат. За создавањето на каменчиња една и прва основен ризик фактор е тој недоволен внес на течности.
тоа е прво. И тоа влегува и во препораките, нели, после тоа за превенција на камчињата, дека основно е да се пие доволно течности. Што значи? Порано се сметаше дека 2 литра е доволно, меѓутоа денес се смета дека кај луѓето кои живеат и работат во простори или надвор на отворено, каде што се многу високи температурите, каде што имаме силно потење, губиток нели на низ кожата, на течностите, треба да се внесуваат и повеќе, особено во летниот период, значи сега се предпорачува над 2 литра да биде. Или посебно кај тие луѓе кои знаат дека или некогаш во минатото имале камченце или имаат фамилиарна оптеретеност со камчиња, тоа се исто посебна група ризик фактор, како ризик фактори ги сметаме, треба да внесуваат поголема количина на течност. Бидејќи камченце има насекаде во светот, нема дел каде што нема. Се смета само дека во Гренланд и некои крајбрежни делови на Јапонија имаме популации каде што поретко се јавуваат камчињата. Да. А како што видовме и од прилогот, почесто се зафатени мажите 3:1. Но тоа е се до некоја си менопауза кај жените, каде што тој однос на 3:1 во корист на мажите сега некаде се изначува. Да. И се уште не е откриено зошто е тоа така, но се работи на испитување дали навистина естрогените и на кој начин естрогените што ги имаат жените ги штитат на некој начин до менопауза кај нив поретко да се јавуваат каменчињата. И затоа што камчињата најчесто се јавуваат помеѓу 20-та и 50-та година од животот. Кај деца се малце поретки и друга група на камчиња се јавуваат кај децата, а најчесто се јавуваат значи кај мажи од 20 до 50 година. Така, други причини освен невнесувањето на течности, дали генетскиот фактор, ако некој од родителите имал проблем со камчиња во бубрези, може и децата да бидат потенцијални нели како да кажам, да добијат вакво заболување, така. Секако дека фамилиарната историја, односно фамилиарната предиспозиција, многу допринесува и имаме цели фамилии каде што има појава на камчиња во бубрезите. И кај нас се знае дека Охридскиот регион, тамо тој дел е доста... Тамо имаат повеќе такви проблеми? Има цели фамилии каде што имаат со нефролитијаза. Не секогаш се поврзува создавањето на камчиња со водата што ја пиеме. Тоа уште не е откриено. Да, обично се вели дека не треба да се пие водата, а можеби ако ја пијат најверојатно има повеќе фактори, никогаш не е еден фактор. Како ризик фактор за појава е исто, например, ако еднаш сте имале камче, шансите да во наредните 5 до 10 години добиете повторно камче се 50 до 70%. Друг ризик фактор е и дебелината. Друг ризик фактор е високиот body mass index, односно индексот на телесна маса. Потоа има една цела група на заболувања на гастроинтестиналниот тракт, значи на дигестивниот тракт, каде што има операции, бајпас на желудник кога се прави, или се операции на тенки црева, дебели црева, хронична диареја, некои воспалителни процеси како што се хроновата болест. Значи може да доведат до пореметување, она што е ненормално, абсорбција на некои минерали и соли и истите тие потоа да ни се јават во поголема количина во урината. Например, калциумот, оксалатите и магнезиумот или фосфатите. Така да има повеќе работи. Друго како ризик фактор може да бидат и некои од лекарствата, ако се внесуваат во големи количини, како што се суфа препаратите, потоа некои препарати кои порано се користеа во голема количина за смирување на киселините во желудникот и други поретки препарати кои може да дадат предиспозиција за создавање на каменчиња. Така да најчесто има повеќе фактори
кои се измеѓу себе, помеѓу себе, нели, преплетени. Има заболување на бубрезите исто. Така. Како што е тубуларната ацидоза, значи бубрежната тубуларна ацидоза. Потоа имаме 4 жлездички, тоа се паратироидните жлездички, кои се наоѓаат под тироидната жлезда на вратот, каде што може да имаме хиперпаратироидизам, кој може да биде примарен секундарен. Кај тие луѓе исто имаме зголемено создавање на каменчиња. Некогаш исхраната е исто така многу важна. Меѓутоа не кај сите, повторно ќе кажам. Треба да има некаква подолга, некаква генетска, фамилиарна предиспозиција. Сепак претпоставам дека генетската предиспозиција е таа што треба да. И потоа на нејзе се надоврзува уште некој друг фактор. Например, во високо развиените западни земји, каде што исхраната е многу богата со белковини од животинско потекло, во богатите земји каде што се јаде нели многу месо, месни преработки, сувомеснати. Имаат повеќе камчиња кои се во бубрезите и кои се од урична киселина, додека во посиромашните земји, во азиските земји, каде што исхраната не е толку богата со месо, месни преработки, каде што исхраната е посиромашна, туку повеќе е определена на зеленчук, на овошје, се создаваат друг тип на каменчиња кои се тамо имаме повеќе камчиња кои се во бешиката, во значи има разлика од каменчиња до каменчиња. Тоа исто се препишува, значи не само на генетиката, туку и на начинот на исхрана. Ајде тука ќе се обратам и до нашите гледачи, бидејќи имаме едно изненадување во соработка со нашата драга пријателка, нутриционистката Емилија Спасовска-Мојсовска, која што гостуваше пред некој време во ваш термин. Таа ја изрази желба да додели 2 бесплатни ваучери за совети за исхрана, се разбира за некој проблем што го имате, па првите оние двајца кои што ќе се јават во програма ќе ги добијат овие ваучери. Секако уште еднаш ве повикувам, доколку имате некој проблем со бубрезите, сакате да поставите некој прашање до доктор Маја Милованчева-Поповска, слободно повелете, јавете се на нашите познати телефони. Доктор Маја, кажавме има различни типови на каменчиња, од прилогот можевме да видиме, имаат и различна форма. Дали и составот им е различен според формата и причините за настанување? Како што кажавте, едните се создаваат нели во бубрезите, па се спуштаат надолу, некои во бешиката. Има преку 20 видови на каменчиња, ако се направи нивниот нели хемиски состав, од што се состави. Но најчесто зборуваме за 4 групи на каменчиња. Најчести се калциумските. 75% се калциумските каменчиња. Тие може да бидат калциум оксалат, калциум фосфат, и калциум урат. Добро. Од тие 3 групи најчести се калциум оксалатите. Значи имаме јадро калциумско, најчесто поради зголемена апсорбција на калциумот и хиперкалциурија, и на која се надоврзуваат и се наталожуваат тие оксалатните соли. Тоа е најчестата група на каменчиња. Тука се доаѓаат и хиперфосфати, и калциум фосфатните каменчиња и калциум уратни. Тие се 75 до 80% од сите што се појавуваат. Потоа имаме една група на каменчиња кои се составени од уричната киселина и тие се јавуваат поради тој вишок на урична киселина кој го има или во крвта или повеќе се излачува од бубрезите. Затоа што добар дел од тие, 1/4, 25% од таа популација што има урични каменчиња, има и гихт. Гихтот е едно заболување кога имаме високо ниво на ацидум урикум, урична киселина во крвта, и се јавуваат и бубрежни
проблеми, значи камчиња, но има и уричен артрит. Тоа е посебна тема за разговор, да. И тука имаме проблем, значи, со тој вишок на внес на пурини. Кај тие пациенти имаме голем внес на месо, месни преработки, се создаваат, се метаболираат тие белковини во организмот, се создаваат пурини, се создава урична киселина и се излачува и се создаваат тие урични каменчиња. Другата група која е интересна и која е веќе зафатени се жените, тоа се струвитните. Што значи струвитните камчиња? Тие се составени од амониум, магнезиум, фосфат. И кога се јавуваат? Се јавуваат кај жени кои имаат чести инфекции на уринарните патишта. Но, да не се плашат сега жените, ќе кажам, значи не станува збор за инфекции со бактеријата Ешерихија коли, која знаеме дека е најчест причинител за циститите, значи за воспаленијата на мочниот меур. Станува збор за друга група на бактерии, тоа се грам-негативните бактерии, како што се Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterokok, кои имаат еден ензим, уреаза, која е способна да ја разградува урејата што се наоѓа во урината на амониум. Тој амониум потоа се спојува со фосфати и со магнезиум и се создаваат тие струвитни камчиња. И тие се почести кај жените затоа што жените почесто ги имаат тие инфекции. И се создаваат исто во бубрезите пред? Да. Добро. Тоа се тие коралиформни каменчиња за кои разговаравме пред емисијата. Така, коралите. Коралите. Што се случува? Тие се дека имаме инфекција, има ризик фактор за создавање камче. Се дека има камче, има инфекција. И тоа е еден врзан круг тука, магепсан круг, каде што многу тешко се интервенира, бидејќи треба да се извадат сите каменчиња. А тие многу брзо растат. И многу брзо може да го исполнат целата внатрешност на бубрегот. Значи целото тоа легенче со сите тие кривини внатре што се и добива форма на корал. И така некако како да се приклиштува за бубрегот. И тие се наречени, затоа е наречена коралиформна литијаза, бидејќи тоа се големи камења кои брзо растат и потребно е да се извадат, затоа што ќе го оштетат бубрегот, ќе се изгуби бубрегот, а од друга страна, ако се остават, има инфекција и многу е тешко да се дефинитивно отстранат или да се реши тој проблем. Бидејќи најчесто постои некаква малформација, некаква анатомска промена, зошто тие се создаваат. Кога имаме застој на урина, кога немаме добро плакнење, значи на бубрезите да поминува. Туку може да се случи да имаме везикуретрален рефлукс или некоја друга малформација која не дозволува да се излачува, односно комплетно празнење на бубрезите, таму заостанува постојано урина, постојано имаме бактерии и се врти тој целиот круг, што магепсан круг се создава. Односно имаме услови за создавање на тој магепсан круг. Камче, инфекција, инфекција, камче. Така. И тоа се тие струвитни камчиња. И имаме најмалку што се јавува, тоа се околу 1 до 2%, тоа е цистинските каменчиња, тоа е една посебна состојба која бара посебно лекување, каде што постои цистинурија, односно пореметување во излачувањето на таа аминокиселина од бубрезите. Тоа се тие 4 типа на камче. И најчесто секогаш имаме едно камче кое после може да на него да се лепат соли, како што кажав, и од едно да станат две, па тие меѓу себе да се спојат во поголемо камченце и
тоа е процесот. Доктор Маја, од сите овие камчиња што ги споменавме и што ги видовме во прилогот, беа нели со различна форма, со различен сустав, кои се како да кажам најлоши на некој начин? Најмногу големи проблеми прават коралите? Корали формата литијаза, да. Затоа што по меѓународот важи тоа колку е помало камчето, толку повеќе боли. Така. Затоа што таквите големи камења ретко кога може да тргнат. Тие не тргнуваат да се измократ. И човекот ги има... имала прилика да видам на ехо како изгледа, нели, коралот. Токму кај вас, нели? Во една прилика кога бевме да се договараме, имавте една пациентка која што токму имаше вакви проблеми со коралните камења и навистина тоа толку беше приклештено за бубрегот и беше навистина неверојатно и многу тешко, како што велите, не може ни да се одлепи за да се исправи. И тогаш во тој случај претпоставам дека мора оперативно да се реагира. Да, тоа е хируршки. И е многу специфична таа операција. Затоа што камчињата ако се мали, се зависи на кое место се некои луѓе живеат со години, со децении, имаат камче кое не им прави проблем. Други имаат камче воопшто не ни знаат дека имаат каменче, затоа што каменчето ако е негде во некоја од тие чашки што ги викаме во бубрезите, или да е прилепено за ткивото на бубрегот, не се мрда, тамо си е заглавено на некој начин, нема никакви симптоми, не може да нема никакви знаци дека постои камче во организмот. Но, ако тоа камче или дел од тоа камче се издроби и тргне, тогаш се јавуваат симптомите. Значи, симптомите не мора постојано да ги има пациентот што има каменчиња. Значи, тие се јавуваат само ако камчето предизвика некаква компликација или тргне да се измокрува. Тогаш се јавуваат симптомите. Така. Ајде што имаш, јас ќе се обратам до гледачите. Значи, оние први двајца кои што ќе се јават, од режија би замолила ако некој се јави да го приклучат, да ги поделиме ваучерите од нашата пријателка која што имаше желба да соработува со нас, да не биде на некој начин пријател во емисијата, да поделиме 2 ваучери за совети за исхрана за некој проблем или пак можеби ете чисто заради диета. Значи бесплатен совет, бесплатен ваучер од Емилија Спасовска Мојсовска, која што е магистар по нутриционизам. Се надеваме дека некој ќе се јави да ги поделиме ваучерите. Доктор Маја, диагностиката знаеме како оди, нели, ако веќе се појават тие симптоми, а за симптомите исто ќе кажеме, потоа кога ќе се појават симптомите се доаѓа на ехо или први се проверува уринарен статус. Кои се први симптомите? Симптомите болки претпоставам сигурно се. Да, прво и класична слика е таа бубрежна колика. Таа бубрежна колика почнува најчесто од позади, од слабините, каде што се наоѓаат бубрезите и потоа како се движи камчето, така се движи и болката. И пациентот ви кажува, да, болката почна тука, ноќевска, па отиде надоле и нанапред, значи како што иде каналот, како се спуштало каменчето и тука негде ќе застане. Така да таа болка е болката од движење на каменчето надоле што се спушта. Во тоа свое движење има, ние зборуваме дека има најчесто 3 силни болки, 3 силни атаки на болка треба да добие. Први кога се одлипува од бубрегот? Прво, не, кога треба да го влезе од бубрегот, да падне во каналот. Да, таа е голема. Првата болка. Втората болка е кога од каналот се движи и треба да влезе во бешиката. Тука има зидот на бешиката, треба малце посилно за да го бутнеме камчето внатре да влезе во бешиката. И третиот атак на болка е кога камчето треба да се измокри од уретрата, од мочниот, значи тој мочоводот надвор од телото. Меѓутоа ако е поголемо, како ќе се измокри? Сега, тоа е проблемот кога се поголеми камчињата. Се смета дека камчиња кои се од 5 до 10 мм... Имаме гледач, ајде сепак да го вклучиме. Повелете. Ало.
Добро вечер, повелете. Кој се јавува? Добро вечер, Тамара, се јавувам за ваучерот за исхрана. Добро. Значи, вие ќе го добиете. Дали имате некој прашање, некој проблем, дали имате односно уринарен систем или како и да е? Па, немам. Се јавувам чисто само за ваучерот за исхрана. Добро. И ви посакувам и понатаму да немате. Ние секако овде сме за да информираме за проблемите, меѓутоа драго ми е кога ќе се јави некој чисто што и нема проблем или Да. вие постоите за да ги решавате, меѓутоа подобро и да нема многу проблем. Како и да е. Ви благодарам, значи ќе се слушнеме утре, јавете се во телевизија Сонце да ви кажам како да стапите во контакт со Емилија. Фала ви многу. Имајте убав ден, пријатно. Таката таа е класична бубрежна колика која може да оди и многу често со гадење, нагон за повраќање и повраќање. Додека камчето, како што спомнавме, значи ако е големината од 5 до 10 милиметри, се смета дека може и само да се измокри. 5 до 10? Да. Па прилично е големо. Прилично е големо, да. Има и многу помали, што се 2-3 милиметри. Можно е некогаш ние да измокриме некое мало камче да не приметиме? Па тоа се или тоа е тоа песокта? Можда да, како кристалчиња песок. Некогаш. Тоа видливи се ти или невидливо е? Може и да се раздробат, во самата урина да се раздробат. Ама тоа не во телото, него после. Ако имаме, например, имаме гледач, ајде да го вклучиме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас сакам на докторката да ја кажам нешто. Ајде. Јас сум возрастна жена, али без, мислам, ко девојца. И ја многу често напади имав на бубрегот десен. Добро. Со повраќање, со температури. И устело ме носеле у Тетово, у Скопје, се ми стават инекција, ќе ме пушта дома. И кога јас мислам дека стомак ме боли, дека и каналот боли. И кога знаев да покажам кај ме боли, и докторите во Тетово ми викаат слепо црево. Тоа не било слепо црево, тоа било камен колку еден коштен во бубрек. Так. И слепото црево ми го извадила, без потреба, и ја дојдов на боловање, кога по 2 месеца добив напад на бубрегот. Повтор. И кога ме вратија пак во болница, не било слепоцрево, било камен во бубрегот. Во каква состојба сте сега? Го извадија каменот форма на бубрег, мазен као јајце, така, кафеава боја. И ама песокта не ја изчистиле. И мене ме пуштија дома, добро све. Поминаа 3-4 месеци, јас сум добила инфекција од песокта што не е изчистена. Так. И лежев, лежев, немаше, ништо не ме смирија, ме префрлија у Скопје. У Скопје установија дека каменот е изваден, а песокот не е изчистен. И после на моите им беше страв пак да ме отворат. И 5 години со инфекции се борев и по 5 години дојде да се вади бубрегот. Грешка на докторите. Во каква состојба сте сега? Сега сум со еден бубрег и кога имам бактерии, кога нема бактерии, се мачам, така, се крпам. Се крпам. Так. Дали имате некое конкретно прашање? Слушнавме убаво за се. Се праша докторката сега со вези храна, вака, се има моментално жрike, коли пијам таблети, па ги немаш овде од Грчка ми ги донесува. И тие се викат фурулин. Да. И така пијам, добив инфекција, ми ставија ова за мокрење, ова како се вика во болница. И тогаш ми се пави инфекција и сега се мачам со инфекцијата. Дали сте од Скопје или сте од Тетово, колку што разбрав? Па јас сум тетовчанка, само тука живеам. Дали сакате да го добиете вториот ваучер за совети за како да се храните еве за овој ваш проблем од Емилија? Добро. Значи ќе се јавите утре во телевизија Сонце околу 1 часот, јас ќе бидам тука на истиот број и ќе ви дадам бројот Емилија и ќе стапите во контакт со неа и ќе ви даде програма за исхрана. Така? Молам? Во еден? Во еден, да. Јас веќе ќе бидам во телевизија и ќе се слушнеме. Добро.
Ајде. Hvala mnogo. Убав ден, пријатно. Извинете. Пријатно, еве доктор Маја ќе каже нејзино мислење за сето она што го кажавте како проблем, доктор Маја. Тука се отворија други многу теми. Така. За камен зборувавме нели дали може спонтано да се измократ. Ако во случај кога камчето е поголемо и не може да се измокри само, може да заглави кажа некаде. како куку јајце дури. Да, Тоа е и навистина тогаш прилично може голем. да го, ако Така. тоа тргне, меѓутоа не може низ тој канал, низ уретерот да помине. И ќе направи запушување. Така. Кога ќе направи запушување, тој бубрек сега помалку лачи урина од таа страна и може да направи застој, хидронефроза. Тогаш, за да му се помогне на бубрекот, Така. може да се стави сонда. И најверојатно е, колку што ја разбрав, гледалчката има ставено сонда и е тогаш внесена инфекција со сондата кога е Тоа што ставена. кажа каменот го извадиле, песок те ја заборавиле? Јас не значи можам, не знам, Може да постои песок, може, а се вадили песокта при операција? може да имало поситни каменчиња кои ги заборавиле, може би. тоа не можам јас да тврдам Добро, за предпоставуваме ништо, да ние. кажувам. Така. Но една од компликациите сега што кажа гледачката е тоа што кога ќе се направи тако, значи таа компликација, запушување на бубрегот, се става сонда да се отпуши, може тогаш инфекција да се јави многу лесно. Кога имаме значи инфекција, тоа значи пиелонефрит, воспаление на бубрегот. Тоа може да доведе до пионефроз и до сепса. Значи тоа се едни од пострашните компликации. Да, што може да доведат нели таа нефролитијаза да доведе. Потоа, кога се јавува таа болка или кога тргнува каменчето, ако не е така равно со равни ивици, ако има како боцкички, може да закачува некои крвни садчиња малечки и во урината ќе се јави крв во урината, непријатна мирис на урината, гној, односно по-густа, по-гнојава урина, што се зборува за некаква инфекција. Потоа, ако имаме компликација, како што е тој пиелонефрит, воспаление на бубрегот, се јавува висока температура, се јавува треска. Се тоа состојби кога мора да се консултира доктор. Да, бидејќи може да доведат до посериозни животно загрозувачки состојби. Луѓето кои имаат мало камче знаат, па јас пред 5 години измокрив. Да, меѓутоа, знаете, многу луѓе имаат каменчиња во бризде, па си, како да кажам, си водат нормален живот. Не знам како да кажам, не е тоа нешто, можеби нешто толку страшно, меѓутоа компликациите може да се случат. Компликациите може да се случат, меѓутоа повторно ќе кажам, се зависи колкаво е тоа камче и каде се наоѓа, како. Значи мора една диагностика добра да се направи. Во секој случај треба да се внимава и треба да се следат советите од доктор, контролите да се направат, веќе кога ќе се диагностицира, некако малку рипнавме меѓутоа во прилог на времето. Значи диагностиката, како што кажавме, преку испитување на урина и правење на ехо на бубрезите. Треба да се направат и тестови на крв, бидејќи не секогаш се испитува урична киселина, а може да е таа висока и таа да е уствари кога ќе најдеме дека е тоа, таа да е причината за создавање на камче. Маја, се извинувам што ве прекинувам. Дали само од крвна слика, еве некој ќе направи крвна слика, нема да направи испитување на урина, може да се види дека нешто не е во ред со бубрезите? Да, меѓутоа тогаш не мора да значи параметри. Да, меѓутоа не мора да значи дека станува збор за камче. Да. Меѓутоа дека има некој проблем може да покаже така. Да, тоа се деградационите продукти на уреја, креатинин и уричната киселина. Потоа се прави урина со седимент, ако нема инфекција, уринокултура никогаш и не е потребна секогаш да се прави. И најлесно нешто е еходиагностиката со ултразвук кој нема зрачење и може да се повторува, значи е лесно достапен, да се види дали има некој дали има застој. Ако може да се види камчето, ако многу мали камчиња и не секогаш може да се видат. Или пак ако е тргнато надоле по патиштата, по уретерот, да не се биде заглавено и да имаме хидронефроза. Ние може да не го видиме камчето точно каде и што е, меѓутоа гледаме реперкусијата, односно последиците на заглавување на тоа камче, дека прави застој во бубрегот. Така да после тоа може да следат и други испитувања, како што се компјутер.
сега, бидејќи немам уште многу време, меѓутоа ме интересира како оди третманот. Им давате некои таблети за тие камчиња да се, како да кажам, да се можеби да се раскршат па да се измократ? Како постапувате? Убаво е да, ако може да се направи хемиска анализа на камчето. И затоа секогаш кога имаме таков напад, ги советуваме пациентите да мочат во чашка за да се фати камчето. Но како и да е, прво, кога има таков напад, се даваат лекови за болка, затоа што таа болка е неиздржлива. Се опишува како една од најсилните болки, како породилни маки, како болка од скршеница на коска. Тогаш мораме да ја смириме болката и спазмолитици за да се успее камчето само да се измокри, ако е малечко камче. Антибиотици не се даваат превентивно. Значи, само ако има инфекција, тогаш и ако имаме наод во урината, или во крвта, се дава и антибиотици. Се советува голем внес на течности и физичка активност, односно, ако е мало камчето, само да се измокри. Тоа е најлесниот и најбезболниот начин. Значи, со самото внесување на многу течности, може да се изфрли. Може да се изфрли, точно. Меѓутоа, кај мажите тоа е поголем проблем, бидејќи имаат потесен мочен канал? Да. Ајде, кај жените некако. И подолг. Да. Потоа, генералната препорака, бидејќи не во најголем број од случаи ние не знаеме какво е камчето, или не може да се фати, или не се односи на испитување, препораката е да се намали внесот на сол, намален внес на шеќери и намален внес на белковини, особено белковини од животинско потекло. Значи, тоа се двете. Значи, во секој случај си има некоја. Прво е внес на течности, второ е корекции во исхраната. За разлика, ако знаеме дека се оксалати, се знае каде има, во кои храни има оксалати. Тогаш на пациентот му се препорачува да намали со внес на таква храна која содржи оксалати. Семки, темно чоколадо, некои врсти на чаеви имаат исто. Дали салатите тука? Зелениот листест, зеленчук, марулата, овие спанањето содржи оксалати? Да. Други чаевите. Затоа што многу луѓе мислат, имам камче, сега ќе пијам чаеви. Меѓутоа, не сите чаеви одговараат. Кои чаеви не смеат да се консумираат? Зависи какво е камчето. Пак, значи, зависи од составот. Да, ако се оксалатните, во секој случај треба да се консултираат за многу работи. И тоа се генералните препораки. И ако се појават некои од симптомите, каде што се гадење, повраќање, висока температура, треска, обилно крварење во урината или таков непријатен мирис, гној во урината, треба секогаш да се консултира доктор. Бидејќи важно е да се спречат компликациите во таков случај. Добро, и веќе уште имаме само време да кажеме за превенцијата. Еве, за сите оние кои што не следат, немаат проблем, меѓутоа како да се заштитат да не добијат каменчиња во бубрезите. Па дури, можеби повеќе за да потенцираме за оние кои што имаат предиспозиции во однос на генетскиот фактор. Само пиење течности, тоа е и ова што кажав за исхраната. Еве, кога говориме за водата, конкретно секогаш ние нели се прашуваме дали пиеме квалитетна вода, иако нели од нашето предпријатие, одговорните луѓе секогаш потенцираат дека не треба да се грижиме, дека онаа вода што е нели кај нас во главниот град е значи чиста, дека немаме да имаме проблеми, дека нели се е во ред, меѓутоа тоа не можеме ние со сигурност да го знаеме, нели? Дали да пиеме вода од чешма или да пиеме вода што е купена? Пак ќе кажам, јас им верувам на нашиве и јас пијам вода од чешма цел живот и мојата фамилија, така да тука не, меѓутоа немаме фамилија, нема правило, да. Затоа што и тие води, што се минералните води, имаме различни типови на минерална вода. Значи може и тие проблем да појават. Точно. Некои се високо минерални, имаат одредена состав и одредена концентрација на тие минерали што ги содржат. Така да не секоја минерална вода одговара. Ние не знаеме дали баш таа минерална вода нас ќе ни одговара. Така, значи да заокружиме внесување на многу течности и здрав живот. И здрав живот и ако
нели, не дај Боже, почувствуваме Да. некои симптоми како што ги посочивте во однос на каменчињата, бидејќи понекогаш нели може само да се создава каменчето, да немаме никакви симптоми, меѓутоа ако почне да се движи, тогаш се појавуваат тие силни болки како што Исто ги така да напоминавте. се внимава, значи, на сега е многу модерно, сите взимаме кој повеќе, кој помалку, секакви суплементи, додатоци на исхраната, како витамин Д, калциум, кои кај луѓе, особено жените кои имаат и остеопороза, нели, после менопаузата, Значи премногу внес не е добро. може да направат проблеми. Така. Повторно ќе кажам, не кај сите, меѓутоа кај тие што имаат предиспозиција може да се еден од ризик факторите и треба да се внимава колку витамин Д се внесува, колку калциум се внесува. Тие додатоци да бидат земени со исхраната, калциумот особено. Да не биде како суплемент. Бидејќи порано се викаше имаш камчиња, не треба да јадеш млеко, да пиеш Така. млеко, сирење, млечни производи. Не, тоа сега повеќе не важи, последниве неколку години и децении. Откриено е дека тој внес на калциум не штети на создавање на нови каменчиња. Така. Додатокот на калциум како Така. таблетки, Тоа тој повеќе повеќе може да предизвика создавање на каменчиња, односно хиперкалциурија да предизвика и треба затоа да се земаат тие додатоци на калциум со исхраната, со Така. оброк. Доктор Маја, јас ти благодарам за денес, за сите оние кои што еве не следат. Доктор Маја, ако сакате да ја добиете и да појдете да се посоветувате со неа за некој ваков проблем, кога станува збор за уринарниот систем, значи може да ја најдете во Промедика Медикал центарот кој што се наоѓа во центарот на градот. Ако сакате нели контакт телефон, можете да се јавите во нашата телевизија веќе од утре, ќе може да ви дадеме и да ја посетите доктор Маја. Доктор Маја, ти благодарам уште еднаш и се надевам дека сето она што го кажавме ќе биде од корист за нашите гледачи. Да, благодарам Виолета, благодарам до гледачите што не следеа и се надевам ќе имаат интересни и корисни податоци. Така, да, Сепак. секогаш, заради тоа што ние токму поради нив ги правиме овие емисии. Ти благодарам уште еднаш, се гледаме во некоја следна прилика. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Секако ние ќе се поздравиме, ќе се видиме за 7 дена во исто време, а останува ви да се грижите секојдневно за вашето здравје, бидејќи како што велат здравјето нема цена. Секој е добро и пријатен остаток од денот.